И еве, пред работа да појдам, решив да ви продолжам со мојата приказна за Америка. Од кога полицијата не избрка од станот. Испаднавме надвор и тие ни објаснија што се случува. Претходните кираџии биле избркани од газдата затоа што не плаќале кирија. Ама во Америка законот е таков да ти не смееш да ги избркаш на улица се додека не најде друг стан. И така, среќа што не бевме истовариле се од колата. Се качивме во кола со син ми и се вративме во Њујорк. А маш ми повторно остана во Гарфилд за да бара друг стан. И по неколку дена најдоа друг стан и ни кажа, и ние пак со синот во кола и дојдовме во Гарфилд. И прв пат го видов станот што го нашле, влегуваме внатре. А внатре, што да ви кажам, празен стан. Нема ни столче, ни маса, ништо. Имавме само еден душек на надувување, што ни го купи синот, и неколку чини, прибор за јадење, тенџериња. Тоа беше се. Застанавме насред соба со маш ми и дали да се смееме или да плачеме. Но се уште си го рачунавме како авантура. Среќа, тоа не траеше долго. Утредента братучетка ми ни донесе столчиња на расклопување и едно масиче исто така на расклопување, па имавме кај да седнеме да јадеме. Иначе требаше на душекот да седиме и да јадеме како на излет. Не траеше долго, следната недела синот ни порача и гарнитура, и вистински кревет, и телевизор. Но таа недела додека да стигне телевизорот, сега ќе ви покажам како гледавме телевизија. Го земав стапчето за селфи, го ставав телефонот. Среќа што имавме американски броеви, синот ни беше купил уште одма кога дојдовме, па имавме интернет. И го стававме телефонот на стапчето за селфи, го подпиравме на едно столче и така гледавме телевизија. Сето тоа останува како спомен, никош нема да ги заборавам тие моменти. И така, потоа, од кога стигнаа тие основните гарнитура, кревет, телевизор, по една недела, мораме да си ги переме алиштата, а немаме перална. И ајде, мора да носиме во градска перална. Спакувавме во една вреќа валканите алишта, ги ставивме во една количка, синот ни ја беше дал да ја користиме затоа што немавме ни кола за пазарење, за што ни треба. Тука, например, нема малски продавнички, па да претрчаш да си купиш што ти треба. Одеш пешки 15-20 минути до најблискиот маркет за да си купиш. А за да го носиш купеното во раце е тешко. И се служевме со таа количка. И така, ги товаривме алиштата во таа количка и појдевме. Само што излеговме, кога рече врне, истура.
А ние со количка одиме. Маш ми се лути и вели, а првите пари што ќе ги заработам ќе бидат за перална. И да ви кажам, така се случи. Тоа беше прв и последен пат што бевме во градска перална. Па назад, кога ги исправме алиштата, ги исушивме таму из перални и сушари. И требаше назад да ги вратиме, а уште врне. Па маш ми најде едни картони, па ги завитка алиштата за да не ги натопи дождот. И така, сега се смеам на сето тоа, ама не беше лесно. После тоа, по кратко време, свативме дека мора да се бара работа. Не можеш да живееш тука, плаќаш кирија, сметки. Ние, додуша, имавме некоја заштеда од Македонија. Ама, македонската заштеда во Америка многу брзо се троши. Не се исти вредностите. И моравме да бараме работа. Тука започнаа нови предизвици. Ама за тоа ќе ви раскажам во некој друг дел. Сега морам да одам на работа. Па се гледаме во четвртиот дел од мојата приказна. А до тогаш, чао!